Над 16.000 земјоделци од земјава ги чекаат штетите од минатогодишните доцни пролетни мразеви. Штетите на овошните и лозовите насади, но и на останатите култури беа големи, а во одредени региони земјоделците немаа ниту род. Никој не може да финансиски да процени колку е штетата, затоа што има по наши проценки има оштетување од 50 до 100% има оштетување. Тоа комисиите поминаа, ја проценета штетата и сега земјоделците очекуваат да видиме изразено во пари како ќе биде тоа прерачунато. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски на денешната средба со земјоделците од Истокот забележа дека исплатата ќе се изврши наскоро, бидејќи станува збор за обемна постапка која требало да ја завршат сите институции. Владата во вторник ќе го утврди процентот на штети и веднаш после тоа ќе биде реализирана исплатата. Средствата за исплата на штети стојат во програмата, односно во платежната агенција, и ние целата таа постапка навистина ќе ја забрзам. Николовски најави дека и од понеделник во собраниска процедура влегуваат и законските измени за Законот за земјоделство и рурален развој, со што е предвидена и мерката за зелена нафта за земјоделците. Тоа ќе се имплементира, како што го наведовме во законот, преку нови зелени карти кои што ќе ги добијат земјоделците и на кои што ќе имаат средства кои што ќе ги користат за поевтина земјоделска механизација. Со тоа драстично ќе бидат намалени во наредниот период производствените трошоци на земјоделците. Денешниве податоци на Министерството за финансии покажуваат дека за 12,75% се зголемила и платата во земјоделскиот сектор. Во јануари изнесувала 16.700, а овој месец платата на еден земјоделец е 18.800 денари. Шаклев истакна дека на овие средби земјоделците гледаат позитивно, бидејќи на нив можат да си ги кажат сите проблеми, но и да предложат мерки за нивно решавање. Смета дека наскоро треба министерот да има и средба со сточарите поради ниската откупна цена на јагнето. Сега ни е во план да имаме средба најскоро време со овшарите, со производителите на јагниња и овшко млеко и се соочуваат они моментално со еден навистина сериозен проблем и нема многу време за чекање. Во источниот регион во моментов јагнето на откупувачите им се продава по 140 денари за килограм жива мера, што е крајно ниска и неисплатлива цена за сточарите.